Насловот на текстот што го рецензираме е сензационалистички, кликбейт, скриена промоција на сајт за заработка преку биткоини со необично висок приход за македонски услови. Тој гласи: обичен мајстор од Македонија заработува 575 евра на ден преку правна дупка на интернет, нов начин на заработување на пари. Се тврди дека мајсторот е од Македонија, за да може македонската читателска публика во потрага по подобар приход да си каже: ако може тој, можам и јас. Во новинарството, сите информации кои се објавуваат треба да бидат точни и проверени. Во Кодексот на новинарите пишува дека новинарот нема да сокрива клучни факти и да фалсификува документи. Во прилог на овој текст е фотографија на известен 35 годишен Петар Симовски, кој не морал веќе да работи како мајстор, зашто со пасивен приход од искупување биткоини заработува повеќе од една просечна македонска плата. Но дали е така? Нашата проверка го тврди спротивното. Фотографијата ја има на руски сајтови кои промовираат предвидувања на спортски обложувалници. Таму Петар Симовски се вика Рич Васја. Понатаму, нереалното рекламирање продолжува со уште еден измислен експерт, Александар Василевски, кој тврди дека обучената машина за вештачка интелигенција, која тргува со биткоини, го дуплира вашиот капитал секој нареден пат. Всушност, многу е ризично да тргувате со биткоини. За тие ризици во овој лажен маркетинг нема ниту збор. На веб страницата на Народна банка пишува нешто што во оваа реклама не се споменува. Вложувањето на криптосредства по правило се смета за високоризично. Високиот ризик што го преземаат лицата кои вложуваат во криптосредства произлегува од високата променливост на нивната пазарна цена. Ова значи дека за краток временски период се можни значителни промени во пазарната цена на криптосредствата, и тоа како во нагорна, така и во надолна насока. Кај нас, како и во други земји, прашањето на издавање, вложување и тргување со криптосредства не е регулирано. Поради комплексноста и анонимноста, трансакциите со криптосредства имаат повисоко ниво на ризик од перење пари и финансирање тероризам. Се насе, текстот што го рецензираме е манипулација. Представен е само поволниот аспект од тргувањето со криптовалутите, а не и ризиците. Шемата за брзо богатење е базирана на лажен маркетинг, кој божем изигрува новинарски производ. Изворот на информација е лажно представен и прикриени се информациите за ризиците од тргувањето со криптовалути. Дознаете повеќе на вебсајтот на Критинг.